Независните театри во Македонија доживуваат вистински подем и презентираат представи со еднаков, па дури некогаш и со поголем квалитет од оние на националните театри. Според креаторите на тие независни театарски школи, тоа било така бидејќи тие создавале пред се публика која во иднина ќе знае како да гледа представа. Националните театри пак ја заборавиле нераскинливата врска помеѓу публиката и театарот. Под заборавие, како што вика Хуго Клајн, дека публиката се создава, а не се носи на представа организирана, дека публиката се создава. Театарските представи на професионалните театри го заборавија актерот, дека е највисоко театарско суштество што треба да постои и почна да прават, режисерите почна да прават представи со кои што си лечат некои си нивни приватни комплекси, а не некои општествени. Според Игор Трпчевски, актер во Народниот театар, во Прилеп и претседател на Сдруженијето Театарска работилница, токму аматеризмот бил тој кој што го одржал театарот во Македонија, а фестивалот Војдан Чернодрински бил најглавниот критериум за квалитетот на представите. Затоа беа и тркалезните маси да го слушнеме мислењето на публика, на јавното мислење, па понатаму на професионалците, на актерите, на режисерите, на новинарите, на литератите или оние кои што пишуваат, и да изградиме едно заедничко мислење, односно да изградиме критериум. Државата троши огромни средства за представи кои се играат само еднаш или неколку пати во текот на годината, представи кои што не се рентабилни и никој досега нема одговарано за тоа. Трпчевски признава дека режисерите ја губат врската со актерите. Нас актерите не третираат како стока која што е тука на закачалка, а режисерот доколку си конкурира во министерство, си добие проект, после тој може да се избери со овај сакам да работам, со овај не сакам, значи не прашува дали сме заинтересирани за темата. Иако прават одлични представи, независните театри не добиваат ниту денар помош од државата. Плаќаме членарина. А замислете доколку овде би било бесплатно, колку многу деца би се пријавиле, деца кои вистински го сакаат театарот. Актерите се надеваат дека во иднина ќе се надминат овие проблеми, се со цел театарот да го добие заслуженото место кај нас.